Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Ова е тоа што го викаат DSUV, демек, најдобриот Sports Utility Vehicle. Без заобиколување, без компромиси, без конформизам, надворе од сите норми и спротивно на сите очекувања. Ова е тоа што сакаш да го возиш. Да, некои возила се обични, досадни, еднолични, немаат карактер. RAV4 има карактер. Поразличен од сите останати. Совршена комбинација меѓу робустен изглед на теренец и остар динамичен дизајн на урбана ѕверка. Има хибриди, ама има и Toyota хибриди. Моќниот 2,5 литарски хибриден погон испорачува таква стартност, што ќе помислиш дека си лансиран во ракета, а во исто време нема да чуеш ништо. Зуи како шепкање. Па уште и сам се полни. Безкомпромисна фузија на перформанси, ефикасност и ниска емисија на CO2. Што сакаш повеќе? Сакаш можеби безбедност? Имам 3 збора за тебе. Toyota Safety Sense. Најнапредните безбедносни системи што можеш да ги добиеш во овој 21 век. Само опушти се и уживај. Одбрав RAV4 за моите денешни гости. И да, двајца се. А има место за сите тука. Тука можеме ако сакаме и 7 души да влеземе. И тие, како и RAV4, се надвор од сите норми и спротивни на сите очекувања. И тие се со карактер. Дуци и Пајо од вчерашни новости. Туци, ти си бе? Како е? Абе, брата, бе, кај идеш, бе, човеч? Па ја идам натака. Натака, бе, ја идам натака. Каде? Абе, прво навака, ме може ли натака, па после ги си идам ја навака. Па дојаде натака ќе те однесам. Ајде, бе, Ајде. Е, Чекај се. ајде. Ајде. Јо, само клучи, само... Што прежи? Чекај. Држи се, Дуци. Држи се. Јо, од скупите, еј. Убаво. А, ти се допаѓа? Да, ептен. Ептен. Сакаш да ја повозиш? Па бив цвртал да Не може. Та окей, прав си. Како вика жена точак и хибрид не се дава. Нормално. А зашто точак не? А? Која е логикава да ја најдеме? Ќе го остави негде ќе го украд или другарка и дај да цвртаме ен круг, ќе направи белја некоја. Ме разбираш, една душа ти ќе носиш. Тие се тие работи. Аш точак. А саат исто имаше, а тоа па ја не знам зашто со саат и не баратам многу. Аха. Имаше нешто и со тоа, и со саат. Ама саат па не се ни подарувало. Ајде. Си го бе. чул тоа? Па како иначе, како купиш скуп саат, ако не ти го поклон? Демек, ако ти го дадела сопругата, тоа значело дека сака да си го одброите времето побрзо. Не ми даде од околу, не ми го даде она директно таму тетка и ми даде саат. Мисли му е. Од околу бе, од околу да. Па ако беше. Дуци, добар ли си бе? Добро да ти кажам, какви има, супер сум. Нели? Да, супер. Како со коронава се снаоѓаш? Па се снаоѓам. Те одбегнува? Се снаоѓам, да, на старт си пазарив тоа лети све што требаше, брашно. Уште имаш? Да, си има залика и си терам што ќе се секирам. Добро. Се гледа по мене 105 кила брашно се знае тоа се јаде Па добро, нормално, бело. Да, бело брашно. бело, Тип цело време. 400. Тип 400, тоа вика дека е најбој. Го мешале некој, ама ова е добро. Па добро, треба да зимаш од кадино. Да. Секогаш. Па знам, затоа ти викам, има други ги мешаат, ова знам дека е чистак. Дуци, ти фали снимањето епизоди вчерашни? Ми фали, како не ми фали тоа. Се будам вака и се тресам. Искрено ми фали, многу ми фали тоа. Кои се да речам топ 3 работи онака што си викаш? Ти ради тоа и тоа. Да можам сега. Па вака ќе ти кажам, трите работи би кажал екипата и екипата. Тоа е, значи, такви луѓе никад не мислам Ама искрен. ти дел од екипата дома ти е. Да, добро, па си земав тоа. Си знаеш зема како еден е, дел од да, екипата. Па си Значи, земав. тие што не знаат, Дуци си е
срекно, како се вика тоа, срекно оженет, Удавен на српски. баш така, со Елена, што беше јели салфета. Јас ка сакам да ти речам дека вака кој те пулам, ме онеквеш да се осеќам како еден пожар без куќа, Менда, гол на дождо. не снимаш прилог. Скрати и преди на поентата. Да. Ми Ајде ваму, ајде. можеш бе тука пристрои се културно нешто, цак со жмигаец васпитано. Како тргна таа работа, бе, деци? Абе тргна они со Павле отпосле дојдоа да се појавија у шоуто. Елена и Павле? Да, они после имаше кастинг друга сезона дојдоа, не беа од старт со нас. И дојдоа таму и знаеш она старото правило цело време нели вика да не вадиш нешто кое што се вади левот. Аха. И ја пустиот дојдов, више не можеше, се стискав. Не го вадеше, допаѓаше, не го вадеше. стискав. И дојдов, викам поштено, каже дека е левот, да извадам што треба и бидна работа. А па интересна работа, па Павле кум ти е. Да, Така? Значи ти не само жена Кумчето, и кум си зеде. Бе па комплет бе брат, пакет иде. Ти текне така дојдов као пакет. И викам дај ќе ги земам, вака пакетче спремно ти е тука Точно. ти се. И многу ми се најдо. А за трудноќата не знаевме и едно тие 4-5 теста за бременност ги имам уште у кола ги возам. Дур да се устави на крај таа вика аптека, добре дечки. Значи трудно е. Како Добре. да ви кажам, да викнеме бабица да ви потврди. Да. И така би. Пајо, Павле, така? Шо човек вака, како би го опишал? Абе чурок човек, како да ти кажам. Така? Тежак човек, чурок. Сум слушнал дека Ами šta да ти кажам, плаче, цело време плаче нешто, све не да му ги собирав тие сълзите од тегла, кузе кога ги за. Таков е. Све нешто му смета нешто, Да, така? му смета за мулјено, па све он знае највише, ние све као глупи сме на крај од оне глуп, ali не се нема А везе. ви сте направил зврчки у екипа на снимање, Абе, еден со друг да се скараат и такви некои? Цело време бе брат, цело време. Зошо мислиш дека е тоа? Ајде, Од кај доаѓа? Ајде, не знам. Му викам си дете од маđари, треба си јачик човек, што си ваков чурук, на кој си ваков? Ти викам, кај него сум бил, сите ги знам, никој не е тако. О, Да, бе, да, катил, да, бе, да. катил. Ке земе, ке прави такви некои шуп, ке иде, ке те исмејава, ке те викам, леле, бе. Кај си, бе? Шо правиш, бе? Што да правам? Како си? Шетам ко удрен, кај да? Ние навака идеме. Натака, навака, мај. Ајде бе со Ајде дојди нас. прво. Води бе со нас. Ајде. Си се разубаве, ле. И Оган, со мино. Чекај ќе идам понапред, сакаш? Не бе, супер. А, Тоа бе, е тоа. гледаш. Дојди у средина, бе, да те гледаме. А? Да те гледаме малку. Се бе така, И супер е тука, бе. Може, бе? се ужле бе. Држи се, Пајо. И Кај си бе, Павле бе? Куќа стара бе. Шо сакаше? Мислам, шо зборевме до кај бевме? Па ништо бе за него, сај да За него. Да не ти кревам акција, ме прашува че му кажувам уствари каков си ти текне, дека си срце човек, дека секад си на време, дека знаеш да не се љутиш кога сите се љутат, дека си супер Дуек си човек. бил ти, дуек си ме фалил да ти. Па да бе, се знае за тебе, у пет. Ма Нема нели, каде. нели кажа ако сте се договарале? Абе не бе брат, што кој сме се Секад договарале. е точен, бе. Он не само тоа. Јас зашо сум го зел кум? Нема кај него брат вака онака или нешто ти направи како што не треба. Ме разбира? Пајо, како кумство ти легна, кажи? Па И добро. дали ти смени нешто во животот? Па да, мислам, Види се. едно кумство е една голема одговорност, мислам. Така е. Кум ни е дугме. Така е. Голем кум, голема одговорност. Точно. Али фино е, бе. Мислам, прв пат сум кум у живот и знам дека треба да бидам позади некој цел живот, ако му треба нешто интересно е тоа. Немој Точно, вака бе, ќе ме точно. расплачеш. Знаеш како ме погодиш. И како го побара за кум? Па дојдов, клекнав на работа, го гледам у очи, ме Аха. гледа у очи. А шо му извади, пошто не е прстен, шо му вадиш? Па, Брат, он клек не ја му извадив.
Ево ви ти тука, да, вика ќе прифатиш, ли што ќе правиш? Да, веќе извадено, не ќе редеш? Не. Така Ја му викам ќе прифатиш ли он, да, и него Павле, А, ти средив ја за ова што ми бараше? Човек го средив. вика само Ама петки. немој ме слушај. Чекай, бе, Ама уживај. немој се, не се абе снимаме, не се Добро, бави се. уживај. Петка? Нема ми, Петка? дај да Ми видам. вика, ми вика, слушај, само Човек, за тебе ептен си има, иначе 50 да. абе не се А, зезајте добре, бе, бе, еј. Добре, малце е сичава, ма топ удара. Значи Мрсно? топ удара, да, Немој ме да. види, бе, ќе се види на камера, не уживај. прави глупости на Уживај, телевизија иде. Жарче, сега уживај, не сум лутија. Мислам, дај, Види го. Бе. да бе таа е. Таа е? Таа Ајде бе, види мирисни. Чека да отворам. Види ги бе. Таа е, бе, таа е, ти викам. Ги гледаш Не бе, се, не сте нормално. партали толкави. Шо е таа бе? Таа е бе, Шо брат. јадеш, бе? Мангулица. Чварка. Ева, ги гледаш. Ова е бе, брат. Дај ке сичата? Ама, Ти пајде, ти реков ја. А нема, човекот ми вика само вака. е па само таа, која? Е. И ми вика, само големо ептен, сакаш за проба за другар, ти па ми дај една петка. Пегај 50 бе. грама, па кирчиген ги дава. Да, бе, да. Извади од памет. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во јули 2019 година започнавме нова капитална инвестиција вредна 11 милиони евра. 8 месеци подоцна, светот запре. Интензивно работевме во вонредни услови и горди сме што успеавме да го реализираме планираното. На големото семејство на Алкалоид годинава му се придружија над 200 нови членови. Во духот на нашето мото, здравјето пред се, цврсто чекориме кон нови потфати. И во годината на нашиот 85 годишен јубилеј тука сме за вас. И во добро, и во зло. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Двојна добивка со М-Кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-Кеш М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Павлака со мокен вкус и здрави состојки во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Корење. Со Браво премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ве очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење.
Дали ќе има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Месец на батерии во Девалт. Овој ноември, со секој купен батеријски алат од Девалт, добиваш подарок дополнителна батерија. Затоа што работата не смее да запре. Девалт, гарантирано мокни. Започнете го денот пробиотски во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Двојна добивка со МКеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. МКеш М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Божикен чај е спој на билки и зачини кои ќе ви предизвикаат специјално празнично расположение. Божикен чај од Good Nature мора да си го имате дома периодов. А сега ќе ви кажам што друго мора да имате периодов. Тоа е моето брашно. Празници, готвиме, правиме специјалитети, испробуваме работи, пример, можете да нарачате пица, ама искусните сами си ја прават. Затоа земете си моето брашно од Кадино, мојот најдобар избор кога станува збор за готвење. Нема ништо подобро од свеж воздух, ама свеж воздух немаме баш многу надвор, затоа треба да се снајдеме. Имаме одговор за тоа. Тоа е Сенсер, прочистувач на воздух од горење. Најдобар ловец на ПМ честички од полен, мирис, бачат, прашина и најважно од се работи потивко од шепкање. А доколку периодов ве потсеќа на дом, на топлина, ве потсеќа на такви убави работи, можеби сте во план да се подновите и да си земете нов дом, купете дом, не само стан. Golden Art е одговорот, ги има најдобрите понуди, појдете на goldenart.mk или појдете на Facebook, појдете на Instagram, видете ја нивната понуда за нови станови. Нивниот добро познат систем за градба представува гаранција дека во новиот дом ќе ги прославувате сите успеси и празници со генерации и генерации. Брато, пред да почне, или джемпер ќе носевме сега, само јако глуп со джемпер. И така се договоривме, бе. Кај ви се джемперите, жаре изгледаш джемпер. Голем, брат. И ја мал се постречно сум. Па нема врска, брат, облечи го за стреч. Зашо мене ме погоди одно? Окей беше? Па не знам, мене ми ја вакви не носам, како ти кажам. Ти ги завратиш ракавите ако ти е голем. Види се, гледа кај се. Види. Ама ќе ти ги завратам ја, ти нам... Ама да не... И гледа се. Кукај се. А ја ги ти ги викаш голем, а? Ти ги завратам вака и гледај лезените. Ајде, са вака го носи. Нема врска, ќе пројде вака. Да не ти друго нешто. Иде камера. Нема вез, ај сте го на тебе вака, мора. Ајде, мора сега чува ти проме вака, мама. Ајде, само чека тука. Супер. Добро. Да се гледа, види го како. Види. Чека у Прага шо правеше? Живее. Мислам од Кајова со Прага. Па тоа со Прага, брат. Брат ми е таму више 15 години скоро. И ја прво на старт не ги видам и стариот мој ги идиме, види како е. Знаеш, ја локално дете туку у селото, не шо барам у град да идам. Оди ми вика, види како, ако не се свија, па и се вратиш назад. Само што слетав, брат, ми се засвига. И ми се засвига, ама не да ми се свиѓаше како ти кажам. Што сигаш готов, ја тука останав. Тука сум, ја тука ше ни после имав таму некој инцидент, па така од преската чекам. Одма е друго. И тука беше така
турбулентно едно време, се вратив, па пак отидов и после таму они европејците викаат не може без виза, па они така ме... Работеше нешто за време на студија? Работев, да. Како би ги исплатил? Работев, имаше уствари, тоа дојавме до една идеја, поише другари прво и дел и брат ми, отворивме фирма, што ете таму бев директор, се пофал да не бе физикалец, само електричар дека сум бил. И таа фирма ете ја отворивме, супер почна да работи Како све. се викаше? Eximius Group. Тоа значи extraordinaries на англиски и така натаму. Yeah. You know, и... Tell me about it. Фирмата ден се води брат ми, другарите секој мислам нели дел се вратија, дел си фатија друго. Он препушти управувањето. Да, он му го препуштивме сите ние и он се покажа дека и сам може да гази, ден денес гази. Браво. И поздрав бато, ти да не си изгинав на први и така. Убаво. Директорски живот. Директорски живот и после тоа се вратив тука. Случајно се деси ова што се деси и така. И ти се враќаш фактички без план што ќе правиш, така? Доаѓаш се враќаш дома, Македонија. Скроз. На 8 март, на денот на мајките, мама ја изненадив и ме немаше можда 2 години виден. И колку време по враќањето додека го запознаш повраќањето додека го запознаш Бране? К15 Бране вчерашни по ново, нели? Една година може помина така од прилика. И кај го запознаваш? Кај се гледате? Абе тоа се деша у кафана, една кафана, они славеа, тој им одобрија прва епизода и славеа они за тоа, а ја тука карши седев и другар ми беше режисерот, другарче, и плюс уште еден другар што се знае со Бранко. И они више Слава тука и ја кај сте, што правите? Овој ти треба, Бране. Шо бе, овој ми треба? Овој ти треба, дај му шанса. Многу талентирано. Да, оди на маца тука и Бране знае да ти сервира така, ти сервира као на пинг-понг и гледа дали умееш да вратиш одма како се мислиш многу. И се сеќаш пример што ти рече, што ти набаци? Не ми направи финта као кај си бе доци, дека седи бе, не сум те видел, муа бе таа. И кај си шо правиш? Ја почнам му зборам, пошто имам од него автограм дете кој сум бил од Миле Паника. Му игам ти текно или тоа што он ме вози, да ми текно ми те и ме вози едно време мика брат појма немам кој си бе, шо ти ме тоа. Еј, добро, тука ми направи 1-0. Еј, ме ига, слушај, ајде да не биде да ме квака ти правам, да дојдеш утре да те пробам. Викам, добро, шефе, шо да носам? И ја му враќам, и тука така беше. Малку се нашегуваме. За прв не може ќе ме заклучи само канцеларија, па да не видам на облече. И тука дојдов и од тогаш почна све и од тогаш не сме застанати. Одлично. А како па ти вчерашни влезе? Исто вако кафана? Не. Не идев ја тоаш по кафана. Многу по-конвенционален начин. Скупо ке не фатеше и дај вака. Не, јас се глупирам од увек. Мислам, се глупирам. Сме имале некои обиди и со бендов кој имало потреби за снимање и слично, сум подзаглумел, да речем, и сум милувал да подзаглумам. И другариве стално ме тера да почнам нешто да правам. И тоаш имаше конкурс, 3-та сезона. Така. Конкурс. Конкурс и кадровото те избра на конкурс. Да, на конкурсот. И како изгледаше аудицијата? Што ти викаат? И ништо отидов таму, први ми дадоа еден лист со некој скеч Дуци што го играл. Мислам, од после сватив дека тоа е негов скеч. Може сакале да те менјаат? Таксист, сигурно. Таксист. И го гледам, викам, добро, сега си го кажам, ја као што знам да си го кажам, разбираш. И влегов на кастинг, седнати, нели, нормално, као што се одвија нормален кастинг, вика, сега ќе запалиме камера, ќе се представиш. А кој бе, Бране беше таму? Бранко беше, уште пар луѓе од организација, уредник, режисер, да, Бистра, Кристина, Ѓорги, небитно. Мислам, они беа. И вика, ајде представи си, пали камера, викам, здраво, јас сум Павле Димковски, еден шарлатан од Маđари, еден артист, еден уметник, еден текстописец, еден архитект, еден дизајнер, еден антрополог, еден нутриционист, една вода и едно виски. И застанав и гаси камера, што правиш, како правиш, спремен ли си да се работуваме и така. Чекај, ни скеч, ни бутер? Ништо. Тоа беше аудицијата? Представување, да.
слушај, кога викаш Бране ти дал автограм кога си бил дете. И кога доаѓаш да работиш више со него, те фаќа трема на почеток, дур не се сближите, што се вика, дур не станете другари, колеги. Абе, знаеш како, мислам, ме Или фаќало... не остава он простор за да се осетиш така? Па нешто не остава простор. Сме биле толку опуштени од прв ден, буквално, кога сме се упознали, кога сме почнале да работиме. Не е таков лик, мислам, да речам, позади камерите, притисок да прави вака, да некој е надмено ниво, него е нормален, сасвим нормален. Имало дури смеење у монтажа, влагаме прв ден, пробуваме синхронизација, урламе се, смееме. Али од друга страна, не може да кажам притисок, али знајќи нели што направиле они као К15. Си носи малце. Да, си носи својата, кој ќе ти каже нешто, пак го размишляш, го вариш, да речам, пошто ти го кажа некој со многу искуство. И не дека имало притисок, ама ти викам, на некој начин као да се оправдаш, знаеш, она као да те земат за Барса да играш. Так. И се свигаш да ја направам, срамота е голи дава тука шампиони све, ја да се обрукам. И така, едноставно, али добар потик, добра мотивација секогаш. Пример, некој конкретен пример за мотивација. Да речеме, хипотетичка ситуација, што е проблемот у снимање на скеч? Не ти оди дента, што може да биде лошо? Кога треба мотивација у снимање скеч? Што е тоа, да речем, што прави да не си на 100%? Види, голем залак беше, пред тоа сум се појавил некои видеа, сум имал дел, да речем, Не, сум друго работил. е, телевизија, 200.000 гледани, не знам, гледачи едно друго. Скрос е друго и целата работа е што сме, мислам, динамиката е многу различна од тоа. Така е. Цело време треба да изиграш, пример денес 3 ликови. Так. И ако негде зашкрипиш, единствено, знаеш како кај поп кој идеш да се испојаш, доаѓаш кај него викаш, слушај бране, не знам дали можам ова да направам, и он те седне и ти вика можеш. Нема тоа, нема, можеш. Ај се иди снимај. Да, седне ти каже, ајде, вака, так, буквално те доштелува тоа што ти фали. Се враќаш назад и го имаш. Или ќе ти рече дечке со мене, трно си на плескајца, јадете на плескајце, се враќате као нови. Одма е по-друго. Друга е мотивацијата, нели? Одлично. Добро ти текнува. Тоа е тоа. Сега ти вака му текнува. Да, сега па онето што му текне, ги разбира. Пајо, ова му е втор пат во еден на еден, бидејќи со бендот, инаку бендот на Пајо се вика Зад аголот, за тој што не знае. И тоа е рап колектив. За аголот, да, не ја поти техниката, бето ми е тактиката, бога ми и практиката, наука за лириката. Баш. Кој што колку време постои? Наредна година 10 години. 10 години. И се спремаме да го прославиме како што треба. А иначе да, пред едно, што знам, 7-8 години негде. Што песна беше тоа бе? Тогаш правевме прв концерт у Тоа беше поводот. МКЦ, да. И не викна тоаш. Фала што не викна. Да. Ја ли викна? Да. Еј, не. Ја ли? Да не те викна. Не викна, се упикавме, па ти се не викна. Се упикавме. Доаѓаме ние на снимање, вие на месте ни чекаат. Да, што е ова? Зоре, ајде. И фино беше. Младжи луджи. И чекај, се менуваше поставата низ годините? Не. Или таа е таа? Ние сме другари, брат, што сме се споиле ради рапот и сме почнале да креираме нешто што сакаме и едноставно идело така по инерција, разбираш. Немало тука никакви распаѓања, па одвајања, па што ти ја знам. Не, од тие сме тие што сме и тоа е тоа. Слушај, тогаш си рапувал, ама не си запел. Да. Може ли да фатиме некое новогодишно, така сме и облечени, иако е... Само да не е рап да го терат. Не, да запееме нешто. Он буквално он си љуби на душата, народно му, не знам што е со тоа рап, ми ga ја почитувам многу. Народно. Али човекот си знае што си имал друга љубов. Чеге. Крошево Абер пристигна, кој имал синој големи, коми ти да ги
испрати во тоа славно смилево. Ето така. Громово се наплес. Прво, Павле, мислам, ја порано сум возел, ја го викавме Тараса од тука вака, цело водно од ке Пантелемон. Идеме Гоцева Тараса, идеме трасата, а он ме упозна со нешто ново, тоа се вика као Cruise Session, го викале они од нивниот свет. Видете, во тој раперски свет, нели? И тоа, те седнуете околу и буквално возите. Со цел, без цел. Нема цел, без цел. Да помине времето. Целта е медитација, брат. Така? Целта е успехот е зенот. Зенот, да. Да бидеш едно со, да бидеш едно со асфалтот, да учиш од повторувањето на сообраќајните ленти, нели? Така. Не имавме една практика со Бранко да се земеме, кажи го, чварки и да свртиме некој круг. Ставиме камерата, пукаме фристайл и што испадне. Некој текст ќе рецитира некад. Добре. И испадна една форма, ја Бранко крстивме. колегата од бендот. Да не е Миле Паника. И го крстивме Late Night Cruising Sessions и викавме луѓе, пример, ќе дојдеш ти сега. Не мора ни да си рапер, разбираш, чисто да искрузаш со нас, да. И направивме едно 5-6 епизоди така под наводници. И ги има сега на тргнати се. На тјубот, зошо? Па не знам, Бранко има некоја замисла околу нив. Сака да им навлезе малце валјда подетално, појма немам. Али тоа беше онака еден вид, како да речем, риболов. Да излезеш да свртиш круг. Мозок на да паша. Да истераш мисли, да. Гледате Еден на еден, овозможено од Golden Art. Дом, не само стан. И кај сте биле дуци со кумов? Кај не, буквално... Само да кажам колку се вози, пример. Скопје секој ќоше не постои населба или улица што не сме ја поминале, али е последен пут ја возев. Со понито. Да, со понито. И го земав Павле и му вика, маде, каде, кидеме, не знам, на кај Козјак тргнавме. Ајде ми ја возам натаму. И идеш Батинци, Ама горе на Козјак, джган тоа, не знам, отвориле нешто таму, фолује, нема шкорче каде фрлиш и ај каде, налево круг, надоле кидеме. А ние тргнавме шкорче да фрлиме. Така да, нема каде. Нема каде фрлиш шкорче. Чеки, ти не се вративте, значи продолживте? Не, се вративме назад и као се враќа назад, читам резерват. Јас се навикам, никад не сум бил нааму, дај видиме нааму. Не бе, ајде викам, кидеме десно тука. Се спушташ вака доле влагаш, има табла пише и тој пат, да знаеш ако идеш некад, има од колку можеш до колку да поминеш горе на преслапот. Иначе толку. Временски, не, иначе немате пуштат. Резервата резервата затварат вратите и си Бишенца, чекаш. едно друго. И возевме буквално до горе таа точка е на Јасен, кај што стојат нели таа шумска полиција света и оттаму ако прелапнеш ти даваат вика му таа одредена. Идеш од брод. Да, идеш на ке македонски брод и не го поминавме, само ни даде човекот зелено светло. Да, зелено светло. Ни рече ако сакате преминете, али го оставивме за друг пат. Пошто понито не знаев колку е со плин како тоа и можеше да биде така. Пошто нема таму, не проаѓаат коли. Ама таму природата е убавина. Абе све е убаво тоа, ма знаеш. И дома не е лошо. На време кога си се вратиш. Да, не е лошо. Бранко требаше да го игра Јане Сандански, Денис го играше Гоце Делчев, он го играше Пито Гули, ја Никола Карев. Така. И ај ние сите се облековме, ја све брада ми знае, оригинал све, овој Пито Гули стварно. Овој оригинал. Нема, стварно изгледа оригинал, му става пуцвалче, тако кос дебелен, да, оригинал. И со рачињата. Денис исто, супер, све Гоце Делчев и Бранко таму со облака, него гледаме цело време, му ставаат некоја брада, значи се врти. Нешто не е Јане Сандански. Нешто не е Јане Сандански, него изгледа како Јане Сандански у Бардовци се лечел едно. Аки да се врати. Ајде, браќа јогини, отворете ја третата чакра. Спојте ги палецот со показалецот и испружете ги трите прсти да личат на халкидики. Најтешко ми е да глумам ќутење, брат. Така, дека не треба ништо да правиш. Да, најтешко ми е. Тоа е уствари... Сега ова да го направам. Сега го направи да си. Ми тргна.
Иначе најтешко е. Па добро, види, тука е умешноста во тие моменти. Така Да. брз борат овие што се актерите големи, вика дека кога треба гестикулација да направиш права или да знаеш до каде да погледнеш за Да, понес сепак е голем актер, нели? како не, па ја не сум ни видел поголем да ти кажам искрено. Нема тука. Нема да ми простори во моментот. Нема. Што викаат најчесто луѓе ако ќе ве видат на улица? Кој ќе не видат, види, има Која е реакцијата? има разно, еднаш имаше ентитекнено не и сега пред колку време што не што дојде бе да се сликаме. Дојде, Не да, нареди, да. Не нареди, нема тоа дечки Така. ќе може ли. Слушај Малиов, дојде вамо да се сликаме, ама дечкот брза, бе, дојде вамо кога ти га. Тој кузне Тоа е, кој беше брат. Так се местиш крап. Фа, многу пријатно, нема тука. Не, сакам најаки веќе. се оние. Мене на случка така. Саки, страшно. Не е само оваа случка, многу пати се десило тоа, али најлудо беше перам кола у хиподром и со другарче едно чекаме тука на клупа, на 100 метри од пероната. И доа еден дедо со внучето. Ме позна, викам, сега, а таков цврцнат малце. И доаѓа базди на ракија. Кажи дето се срами, кажи му ти што гледаш, кажи му кој е батко. И од ќути такви са мене незгодно, не се дешава една тишина, разбираш, непријатна. Ја викам, како се викаш и тој ќути. Колку години имаш ќути, бре, ти дедо, кажи му на баткото. Најдобри стави, кажам, свака част, а ти шо бараш тука? Фала. Ја од вамо, тој почна, брат, пола саат тука. Мене кола при крај, викам, треба да идам да ја земам колата, со тебе ќе дојам. Доаѓа дето го мкне, тоа се лига. Вака да ви кажам, ја овој, јас со оној, јас со овој му работев ваму, сите му работеле, кој на Бранко, кој на Бубо, кој на... Сегде мајстори работеле на некој од овие, од К15, разбираш, вака се, шајка. Прашаш, појма немат кој се. И најдобри сте, кажи му, бе, кој гледаш ти секоја вечер, кажи му на баткото. Ја ќути пак дето, кажи му, ајде, Зевзек? Зевзек? Манија. Драго ми е Горан. Ја га ново. Тодор Чаков. Тука музиката запира. Ти искира. И тој на гробиште. Јас те гледам и на телевизија и тука те Како гледам. на гробиште? И таму ли се пограѓа? Прелудо, тој чуварот. Ја идам свеќе да запалам и... Офле. Те гледам тука често. Мич да не ме гледаш тука. Многу сте добри. И тој ти рече да закмани. Ала да ви, најдобри сте. Горан да ми го поздравиш многу. Што е најинтересно, нема крупен некој за закманија со кој тоа побуниле, бе. Да, ама тоа е. Поздрав за Зев Закмани. Да, поздрав. Знаеш што е најлудото? Што снимавме кај Андре од ДНК. Дома. Таму беше сетот. Да. И немаше кај се седне, брат, сите екипава што беше кој каде испоседнал, другото е кадар, не можеш да... А тебе ти се спие? Мене не ми се спие, ми се седнува, брат. Ми тупкаат ноза веќе. И гледам вака снимаат и слушам, наслушнувам нешто, ајде крупни. И викам, аха. Викам, дали крупни ќе снимат од Маријан? Да, добро. Тоа нема крупни кадри и се гледа само олку. Тоа е тоа. Да. И седнувањето од него. И викам, ајде да си поседам ти тек. Не сум во кадар. Да, немав намера, заспиам. И едно време слушам тонецот се буни, разбираш. Да, века, будете го, срамота. Он завио да му влага вишу. Кога заспивам, јас се знае, разбираш. Каде ги работевте скечевиве со вчерашни? Кај беше базата? Канцеларија. Па сегде, ама тоа е, да. Канцеларија е тоа, јадородо, мислам, као сите партии што си имаат, нели, на таа улица, вамо, Дихачка. на Мала Речица, ваму ти тегне, кај нас е Каирска сега у моментов. Аха. И таму Тоа е ни е Карпош. базата, да. Два му До дај, таму шо си му дај? притегнат, Да. влагаш виш у дворот и си свој, тука ти се твоите и демаш гајле. Дворче, убаво, големо? Да, позади тука. Тука се креира и грото од скечевите која е кнап со време, да речеме, која немаш Кој време да треба 5 до најдеш 12. лапансас, да уснимиш интериер, пример. Таа е канцеларија, ќе преправиме некако. Искористиме. Ајде дневна да ја направиме. Све била канцеларија да. Пример, сега на шови текнува кога
Дворот у канцеларија, што е прва асоциација? Базен. Базен. Имате базен? Базен. Имавме. Како така бе? Па што се случи со базенот? А да отидеме таму па да ти кажеме што се случи со базенот. Сакаш? Сакаш ли? Не, сакаш ли? Само да видам екипата, можеме да одиме? Сакате, другари? Епа. Зашто бе што супер е базенче, она. Не бе, некет. Трендо горе ќе ви каже милионаш. Значи се дели канцеларија, фактички куќата, канцеларија на Офнет, да. Трендо и вчерашни. Да. Не само Трендо, таму е Јурук, таму е Владче, таму е Фичо, Дуче. Поздрав до нив, да ги поздравиме. Базенот беше убав, голем таков. Не бе, брат, гуменјак па ти. Не бе, гуменјак, види тој со обрач на дување, пулиш вода се крева, али... Базен из маркета. Брат, седевме топло, не се дише и ајде идеме 2000 денари да ти... Да оладиме на джињата. Да. И овој запали колата на пластичарска. Да. Не знаеш шо? Го купивме без помпа. И шо дувавте? Не, без помпа за тоа филтерот што е таа ко помпа за да го филтрира да има Иначе солта од ваквото. Искршивме со чекич најселјачкото, фрливме тоа на хлор. После не да устите бели све, ама нема врска битно се разладиш. Добро доживување. Али Бритни го уништи. Бритни е мачка да комшиски, она пар пути се качи. Не, чекај, имам една идеја. Шо? А да одиме сега да го видиме. Па ја мислам да одиме да го видиме. И јас исто мислам. Да го покажеме дворот. Да! Чекај, ама не, чекај, стои. Мораш джемпер, бе. Пробај бе стварно облечи го, дај му. Дај со джемперот, ај се пројде ова целото истолевиве, земи облечи го джемперот, ќе се наљутам, знаеш колку сум заедно. Ова и опрема, и ова, и луѓе, и све ќе иде ова. Така ќе односиш, направи ми кејф еднаш. А овие шо ќе им према се? Ова е еден за тебе, еден за Дуци. Good nature. А бога ми е, гледаш, дава, треба си, има. чаеве си, Ова е првата македонска премиум паштета. Ова, гледај, со камиличка, сакаш на очи стај го, сакаш пиго, сакаш плакнис. Двете нека одат кај пај. Леле, не сте требале. Стварно. Видиш што убаво. Пробај го сега. Па го има, па браво. Супер. Вика да, уживај во мазниот вкус. Тоа е онглаш мазен. Јас мазен. Па како не види овој образ. Сте се потрудиле, стварно. Размазен. Фала. Пакуваме куферите и одиме во канцеларијата на вчерашни. Ко се праја скечевите, да речеме, се случувало да нешто не е смислено до последен момент и у последен момент да ви текне нешто што уствари ќе го направи скечот 5 пати боле? Да, брат, како не. Сам тоа е не дека секад се дешава, али у глобала секој сценарио се прави на лице место, посебно доградува. Да. Посебно кога импровизираме ја и Душан. Мислам и другите, али тогаш е најинтересно. Па слушај, ајде да пукнеме на импровизација сега. Дајте идеја. Дајте тема. Коронавирус? Коронавирус, добро. Добро, кој со кого да прави муавет? Ајде, ја дојам. Кај се, брат? Слушна за корона? Не. Слушнав, да, ама... Знаеш, не ми е јасно. Не биле тие симптоми, бе. Не знаме кои се симптомите, али... Не бе, јас дам по птици, бе, брат, ги нема. Тој дојде ме мафта, му викам 5 жито и тоа е, бе, брату. Нема ме лажеш мене ти. Овдека не вржуваат, разбираш, тоа е бактерија, не е вирус. И пуштаат ова што е 5 жито и сака да не контролираат, со тоа ти брише меморија. Мислев температура ти мериме, не ти брише меморија. Бе, остајте тоа за и тип, најнаш пола ти избришано. Гледам ја, идаме, не ми текне, седам ко глуп дома, викаме, како беше, а ми текна после тој тит со тоа. Остајте. Ти текнува, да. Остајте тие работи. Само глуп треба си. И не носам маска, зашо ме маска носам, што сум ја глуп? Мајка ми убав зашо ме роди да шетам со маска, нека шета кој сака со маска. Не бе, мене ми смета бе, нема проаѓам низ Боемска, ништо не можам помириса, мислам, онака мирис немам. Па да. Али не знам зашто. Да. Дали од ова загаденоста? 100%, за тоа никој не збори. Никој. Будали се прават. Испод црква народ, мамица. Енсин, што го рекле. Енсин. Со среќна нова година? Па ја Дуци, да посакаме, мислам, редно е. Еве да се обратим у една од камерите.
Јас ќе искористам оваа прилика да ги поздравам сите гледачи и да им кажам чувајте се, пазете се, овие се тешки времења и среќна нова година. Така е. Среќна. Јас сакам да кажам дека оваа година е битно да ја дочекаме, нели? Ева тоа желби, да дочекаме бе, да си прве 12 албум, мамо среќна нова година, тато таму сите тоа роднини пријатели. И тоа, мислам, здравието да, најбитно е пред сега. Па и нова година си е нова година, мера, кифлици руска, она, да се разигра малце. Се гледаме. Чао. Чао.